Благодарам, почитуван председателе, почитуван премиер на владата на Република Македонија, почитувани министри, почитувани колеги. Најпрви сакам да истакнам дека чувствувам обврски и задолжение да го изразам моето задоволство до премиерот на владата на Република Македонија и до сите оние министри кои што беа ангажирани за почетокот на реализацијата на првата странска инвестиција во мојот град. Ова е на барање на жителите на општина Прилеп, бидејќи само за такви позитивни бомби кои што го унапредуваат економскиот развој на градовите сакаат да слушаат жителите на Република Македонија. Бев обрзан да го направам ова, бидејќи вчера беше посебен ден за мојот град. Денес ќе го искористам деловничкото право да поставам 3 пратенички прашања до 3 различни министерства, прашања кои што произлегуваат од теренските активности на јас и мојата колешка и прашања кои што навистина се актуелни во последниот период. Првото прашање се однесува на Министерството за финансии, на владата, на тој кој што би можел поконкретно да го одговори. Односно сакам да истакнам дека Собранието на Република Македонија пред 2 недели го усвои предлог законот за трансформација во редовен работен однос, со кој што закон се решава еден огромен предизвик кој имаше огромна, слободно можам да кажам, неколку илјадна популација на граѓани, индиректно и предизвик за нивните семејства. Со законот за трансформација во редовен работен однос се обезбедува решавање на статусот на неколку илјади лица кои се ангажирани по основ на волонтерски договори, договори на дело, авторски договори или друг вид на договор во органите на државната власт, установите од областта на културата, образованието, здравството, детската и социјалната заштита, основани од Република Македонија и одиниците на локална самоуправа, како јавните предпријатија, заводите, фондовите и другите правни лица, чиј основач е Република Македонија. Владата одлучи овие лица, кои подолго време извршуваат значајни работни во институциите, во кои се ангажирани да го остварат правото на редовен работен однос. На таков начин, едновремено се зголемува нивната одговорност во извршувањето на работните обврски задачи, а од друга страна се обезбедува и адекватно социјално осигурување, пензиско и здравствено, на овие лица и остварување на сите права од редовен работен однос, што се разбира ќе влијае позитивно и на продуктивноста, ефикасноста и ефективноста на трудот. Со овој закон се придонесува за подобрување на општата положба на илјадници граѓани. Се обезбедува редовен работен однос за илјадници лица кои досега, иако биле ангажирани и работеле во институциите, го немале решено ова прашање. Од тука сакам да поставам едно конкретно прашање. Кои се условите предвидени со законот за трансформација во редовен работен однос и колку лица се очекува да бидат опатени со овој закон? Второто прашање е упатено до Министерството за здравство, односно во општина Кривогаштани се реконструираше здравствената станица при здравствениот дом во Прилеп. Се набави нова опрема за лабораторијата на задоволство на граѓаните кои добиваат сега навистина квалитетна здравствена заштита. При посетата на истиот, министерот најави дека и во Кривогаштани ќе префункционира пунктот на итната медицинска помош. Од директорот на оваа установа сум информиран дека работите на објектот во кој ќе биде сместен пунктот се опочнати, па ве замолувам за покомплетна информација до каде е целата постапка и кога би почнал со работа овој пункт, во интерес на граѓаните на општина Кривогаштани, за кој што многу значи и е навистина потребно овој објект да профункционира. За што поквалитетна здравствена услуга. И третото последно прашање е адресирано до Министерството за економија. Значи, во рамките на стремежот на владата за поттикнување и развој на економијата во Република Македонија, посебно на компании, од областта на иновациите, во периодот од 18 февруари 2015 година, ќе можат да аплицираат за финансиска помош со кофинансирање преку првата програма на Фондот за инвестиции и технолошки развој за која се одвоени 600.000 евра. За планираните 4 инструменти за годинава на Фондот за иновации и технолошки развој предвидени се вкупно 2.280.000 евра, а генерално за функционирањето на фондот огромни 10 милиони евра. Со првиот инструмент, за кој ќе биде објавен побикот на 18 февруари, се предвидени кофинансирани грантови за 20 на проекти на стартап и спин-оф компании. Со останатите инструменти ќе се доделуваат кофинансирани грантови за трансфер на технологии, за комерцијализација на иновации, како и техничка помош преку деловно технолошки акцелератори. Моето прашање гласи:
на кој начин ќе се доделуваат грантовите за иновативните проекти и какви ефекти се очекуваат од оваа програма на Фондот за иновации. Ви благодарам. Благодарам. Претеникот Димитар Стеванаджија постави 3 прашања. Првото до министерот за финансии и влада. Второто до министерот за здравство и третото до министерот за економија. Од владата ќе добиете одговор заменикот председател на владата на Република Македонија господин Пешевски Владимир. Повелете поднос на првото прашање. Благодарам председателе, му благодарам на претеникот за последното прашање, бидејќи се работи за системски закон кој го донесе владата, поради отсутство на министерот за финансии, ќе го одговорам јас, бидејќи сум запознаен со деталите од законот. Значи, прво пред се мора да се истакне дека овој закон навистина решава горливо прашање на голем број на луѓе и со тоа и на голем број на семејства, бидејќи за приближно над 3000 луѓе нешто што било прашање или некаква недефинирана состојба која траела со години, во одредени случаи таа траела можеби повеќе од 10 години, едноставно ќе се стекнат со сигурност дека веќе работниот однос ќе биде трансформиран во она што се вика работен однос на неопределено работно време, односно трајно вработување. Ефектите од тоа навистина ќе бидат позитивни за сите во системот, бидејќи покрај тоа што во самите семејства и за самите луѓе ќе се почувствува една дополнителна сигурност, едноставно децата на овие луѓе кои што работат на овој начин ќе почувствуваат една поголема сигурност и поголема да речем материјална благосостојба од страна на своите родители, ќе има благодети и за самиот систем, бидејќи овие луѓе понатаму веќе ќе можат да бидат и помотивирани за работа, да едноставно поодговорно ги извршуваат задачите, бидејќи ќе бидат и опфатени со законот за работни односи во полн обем, односно оние кои што нема да ги исполнуваат задачите можат да едноставно ќе мора да одговарат и согласно тој закон, меѓутоа сепак добивките во ефикасноста, во ефективноста на трудот навистина очекуваме да бидат значителни. Во однос на самите услови на законот, значи законот е напишан така што вели на 30.11.2014 година, секој оној кој што има непрекинат договор за дали се работи за авторско дело, за односно за авторски хонорар, дали за договор на дело или некој друг договор со кој што се примаат надоместоци, во период од најмалку 3 месеци од страна на институцијата каде што лицето работи, и тој договор е важечки, односно има непрекинато трајање до денот на стапување на законот, тоа значи дека тие лица можат, односно институциите кај што истите работат, ќе можат да односно имаат обврска да ги трансформираат овие работниот однос во работен однос на неопределено работно време. Позади вака малку покомплицираното објаснување се сведува на следното. Оние кои што на денот на стапување на законот имаат 6 месеци непрекинат договор со институцијата каде што работат, ќе им биде трансформиран работниот однос во работен однос на неопределено работно време. Тоа е направено бидејќи доколку некој 6 месеци имал таков договор, тоа значи дека институцијата имала потреба од тој човек и од тие причини е донесена одлуката да во законот се оди со оваа варијанта. Значи сите оние, ќе повторам, што најмалку 6 месеци и повеќе на денот на стапување на законот имале договор за определено работно време или авторски или договор по дело, значи некој од договорите кои што имаат надоместоци секој месец, дадената институција ќе го трансформира во договор на неопределено работно време, односно трајно вработување. Предвидовме и соодветна динамика, бидејќи сепак треба да се прилагодат и фискалните импликации во системот. Имено, со рокот на стапување на сила на законот, секоја институција има рок од 30 дена. Значи, раководителот на секоја институција има рок од 30 дена да направи ваков список на овие лица кои што се квалификувани, ги исполнуваат условите согласно овој закон, а условите е да докажат дека во претходните 6 месеци овие лица примале уплати од дадената институција, по еден од основите што ги кажав претходно,
и со тој список и со тие докази за секој лице дека се примани уплатите во претходните 6 месеци, за да се потврди дека навистина ги исполнува условите, се доставуваат до Министерството за финансии, кое што ќе издаде согласности да овие лица бидат примени во на неопределено работно време. Сакам да истакнам дека овој рок веќе тече. И еве ја користам оваа можност да апелирам до институциите да го забрзаат формирањето на списоците и сите лица кои што ги исполнуваат условите од законот ќе добијат решение за вработување на неопределено работно време. Но има определена динамика која утврдивме за тоа кога овие решенија стапуваат на сила. Односно, не сите лица ќе бидат уште на крајот од овој 30-дневен период нивните работни места ќе бидат трансформирани во неопределено време, туку само прво ќе бидат 35% веднаш на крајот од овој рок од оние кои што најдолго го имале овој статус, а втората група од 35% ќе бидат трансформирани работните места на 1.10. оваа година и следната група е на почетокот на 2016 година. Уште еднаш ќе нагласам, се работи за над 3000 лица и со ова на сите овие семејства и на сите овие лица, односно на нивните семејства, ќе им се даде еден дополнителен стимул, дополнителна сигурност да може да планираат својата иднина, со тоа тие ќе може полесно да земаат и кредити, да се решаваат стамбени прашања, да едноставно голем број на повластници што постојат во системот. Денеска, например, дури да склучите договор со мобилните оператори за да добиете мобилен телефон, помага во циклусот, во процесот доколку имате трајно вработување, сите овие сега ќе можат едноставно да се чувствуваат многу послободни, многу посигурни во својата иднина. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Стеван Анџија Димитар. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум одговором, задоволен сум од опфатот на луѓето кои што ќе бидат задоволни со ова законско решение, но сакам да надополнам само нешто, дека во периодот меѓу првото и второто читање, благодарение на амандманот на еден наш колега, дадовме можност во периодот од 31 ноември до денот на стапувањето на сила да биде овозможено еден месечен прекин во рамките на договорот на дело. Благодарам. Благодарам. Второто прашање е упатено до министерот за здравство. Одговорот ќе добиете од заменик од министер за здравство. Повелете. Благодарам, председателе. Благодарам на почитуваниот пратеник за поставеното прашање. Што станува збор за отварање на новиот пункт во Кривогаштани. Можем да го информирам пратеникот дека сме во постојана комуникација со директорот на Здравен дом и моментално просторот е во завршна, градењето на просторот е во завршна фаза. Планираме дека до крај на месец март целосно просторот ќе биде опремен и завршен, и потоа во тој период треба да се искоординираме заедно со директорот на здравствениот дом и Министерството за здравство да се доекипира кадарот, здравствениот персонал и здравствените работници и здравствените соработници, и се надеваме дека после месец март, од кој ќе заврши со градбата на опремата, месец април ќе почне да функционира овој пункт. Благодарам. Благодарам и јас. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, но се дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Стеван Анџија Димитар. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од исцрпниот одговор на заменик министерот. Благодарам и јас. Третото прашање упатено до министер за економија. Одговор ќе добиете од заменик од министер за економија. Релевантно е вице-премиерот, подпредседателот на владата Пешевски да одговори за тоа, бидејќи Фондот за инновација е посебна институција, не е под министерот за економија. Па не знам јас. Господин Стеван Анџија Димитар, вие до кој упатот сте до економија? Министерството за економија, но нема проблем, може и вице-премиерот да одговори. Добро. Само кога се упатува прашање до едно министерство, од него треба да се добие некој по... Господин Пешевски Владимир, повелете, имате право да одговорите. Да, благодарам. Добро, сега до институцијата Министерство за економија, бидејќи сум вице-премиер за економски прашања, го покривам и тој дел. И конкретно Фондот за иновации, пратеникот, уште еднаш да се заблагодарам за поставеното прашање.
Значи пратеникот прецизно ги наведе дел од условите кои што важат за овој повик, но она што е важно да се одбележи дека со ова конечно фондот за иновации започнува со своја полна работа. Имено подготовките за да се дојде до фондот за иновации за да почне со работа трае повеќе од 2 години, започнувајќи од носење стратегија за иновацијска дејност која што ја донесе владата. Врз на таа стратегија понатаму се донесе и закон за иновацијска дејност од страна на Министерството за образование и наука, во кој што беше предвидено и формирање на овој фонд и конечно беше формиран и фондот и во изминатиот период од да речем 12 на месеци се помина во подготвителна активност, имено во формирање на самите комитети кои што ќе ги оценуваат проектите и тука владата предложи едно решение кое што обезбедува целосна неутралност и максимална стручност во целиот процес. Имено сите оние одобрувања, дали се работи на било кој од инструментите, дали се работи за грантови или се работи за кофинансирање преку условени заеми, или се работи за техничка помош, но воглавно за првите два одобрението ќе го дава еден посебен комитет, посебна комисија која што ќе биде составена исклучително од странски експерти. Значи нема да има тука учество со цел да се избегне било какво политичко или друго влијание, нема да има учество ниту еден домашен експерт, но тие ќе може да учествуваат домашните експерти во подготвување на апликациите и помагање на компаниите да едноставно ги добијат средствата од фондот. Самиот фонд, како што кажав, има 4 инструменти. Ова повик сега што се објави е повик за првиот инструмент, односно повик да компаниите да аплицираат за така наречени кофинансирани грантови за иновации. И тука се работи, значи, таргет групата се пред се мали и средни предпријатија кои што ќе поднесуваат апликации за износи до 30.000 евра, со цел да им се помогне во развивање некој нов иновацијски производ или услуга, при што учеството на државата, на самиот фонд за иновации, може да биде максимум до 85% од вредноста на трошоците за самата иновација, што сепак за компании кои што се од мал и среден обим не се беззначителни средства. 30.000 евра, лимитот, значи, за овој инструмент за оваа година е 600.000 евра, што значи дека најмалку 20, но очекуваме, бидејќи нема сите додат до максималниот износ од 30.000 евра, очекуваме меѓу 20-25 компании во првата година да аплицираат и да ги добијат овие средства. Се разбира, во текот на годината ќе бидат објавени повици за останатите инструменти, кои што се позначителни по вредност, каде што има и условени заеми, значи тука се оди до износи до 200.000 евра, ќе има фонд и за техничка помош, и како што кажа самиот пратеник, вкупно за оваа година се лоцирани околу 2.280.000 евра. Самиот процес на апликација предвидува да компаниите кои што се заинтересирани да ја посетат на почеток веб страницата на Фондот за иновации и таму може да симнат апликацијата, што треба да ја пополнат за да аплицираат до фондот, истата понатаму да ја поднесат до самиот фонд, со што ќе започне и самиот процес. Значи, постапката не е комплицирана, не се бараат премногу податоци, но сепак доволно за да се оцени кредибилноста и на компанијата, но и да се оцени кој е иновативниот капацитет на она што се предлага. Целта конечно е да од Македонија постепено ја трансформираме во технолошки што понапредна држава, бидејќи еден од главните критериуми за оценување на конкурентноста на било која економија е нивото на иновации во дадената држава. Ако ги погледнете дури столбовите за оценување на конкурентноста од страна на Светскиот економски форум, каде што и Македонија бележи најсилен раст во конкурентноста во последните 5-6 години, кај оние што се технолошки најнапредни држави, кои што се сметаат за најконкурентни, дури самите индекси за оценување се
ставаат со многу поголема тежина на иновациите, отколку оние држави кои што, да речем, малку заостануваат во тој технолошки развој. И не случајно во последните години, особено последните 2 години, во овие индекси Македонија бележи раст, но јас, како што и многу пати сум кажал, не е целта да на разни рангирања Македонија биде погоре или подоле на скалата, тоа треба сепак да биде само рефлексија на она што се случува реално на терен. Тоа е дека државата преку своите политики, но не само државата, тука треба да бидат вклучени и образовните институции и компаниите сами, вложуваат многу повеќе средства во инструментите за стимулирање на иновациите, бидејќи преку нив степенот на додадена вредност во производите и услугите што ќе ги даваат македонските компании ќе биде многу поголем, добивката што ќе остваруваат ќе биде многу поголема, платите што луѓето ќе ги остваруваат ќе бидат многу повисоки и едноставно животниот стандард ќе биде многу повисок. Благодарам. Дали пратеникот е задоволен од одговорот, односно дали сака да постои дополнително пратеничко прашање? Има збор пратеникот Стеванаджија Димитар. Повелете. Благодарам, председателе. Задоволен сум од одговорот и немам дополнително прашање.